Јас нема да зборам за препораките на овие истражувања, бидејќи не сум вклучен во нивна директно не сум вклучен во нивно изработување, но ќе зборам за тоа за што јас ќе зборам денеска, тоа се работните услови и работничките права во новите странски фабрики што се отварат во Македонија. Тоа е практично извлечено од едно истражување на кое што јас работам моментално во мојот институт. Значи правиме истражување за тоа какви се работните услови и работничките права во новите странски фабрики. И она што доаѓаме е дека работничките права се многу ниски и работните услови се многу лоши. И всушност тоа не е никаква нова вистина, мислам дека скоро секој во оваа држава го знае тоа. Вистинското прашање е зошто состојбата е таква и трите хипотези кои што јас ги извлекувам се дека тоа е така заради тоа што како прво лоши се институционалните услови, тоа е законодавството е лошо и овозможува кршење на работничките права и злоупотребување на работниците, преку например овозможување да работат тие на кратки договори, не на трајно, што овозможува фирмите нив да ги отпуштаат после, например, истекување на договор од 1 месец, ако, например, работникот покажал нешто, однесување кое што не е во интерес на фирмата. Например, ако работникот побарал подобрување на правата или да пробал да синдикално да организира нешто, фирмата не го отпушта него само не му го обновува договорот. Тоа е се согласно законот. Значи првата причина за лошите услови е тоа што законот овозможува такво нешто. Втората причина е што институциите кои што се надлежни да ги запазуваат работничките права потфрлаат, и тука мислам пред се на неколку институции, на трудовата инспекција, на народниот правобранител и на судството. Има неколку примери од истражувањето до кои што дојдовме. Например, трудовата инспекција по представки за кршење на одредени работнички права само констатира и испреќа забелешки дека направила увид во состојбата и заклучила дека се е согласно со законот. Судството има некои други примери околу судството за некои ситни саботажи, како например одложување на парниците се додека таа не застари, или некои уште поеклатантни примери на кршење на саботирање на процесот, како например неприфаќање на некои уплатници. Судството вели дека не може да го започне случајот затоа што не биле уплатени судските такси. Значи тоа е втората причина, тоа е што институциите кои што се надлежни да ги штитат работничките права потфрлаат. И третата причина е што можеби најзагрижувачка е тоа што работниците го прифаќаат тој поданички менталитет кој што им го сервираат газдите на фирмите. И тоа може да се примети од неколку примери. Првиот пример е што многу тешко може всушност да се дојде да се разговара со луѓе кои што работат во фирмите. Кога прашувате дури блиски пријатели или роднини дали сакаат да разговарат со вас за тоа какви се работните услови во нивните фирми, тие ви кажуваат не ме интересира мене тоа. Као не ме интересира политика, не ме меше во такви работи. Сега можеме само да шпекулираме за тоа кои се причините за таквото однесување, но едната е дека тоа е заради стравот. Луѓето се плашат да не ги изгубат работните места. Меѓутоа, ако луѓето се плашат да ги изгубат дека ќе ги изгубат своите работни места заради тоа што ќе разговараат со некој истражувач за тоа какви се нивните работни услови, не знам како воопшто можеме да очекуваме дека нешто ќе се смени во ова општество. И значи третата причина зашто состојбата е лоша е тоа што луѓето сами го прифаќаат тој менталитет. И значи препораките за да се смени состојбата е прво да се направат одредени законски измени во оваа регулатива, второ е да се подобри работењето на институциите, на надлежните институции, и третото е да се работи на едукација и наменување на менталитетот кај луѓето. За тоа ќе биде се разбира потребно подолго време, што значи дека не може да очекуваме радикални промени преку ноќ. Дали ова состојба кај зборува да генерализираме сите странски инвеститори или само кај дел? Генерално, значи, ова е присутно кај сите фирми, нови фабрики, кои што јас досега ги истражив. Генерално, значи, постојат неколку трендови кои што се присутни кај сите фабрика, тоа е дека тоа се тие за кратки договори, за непочитување некои работнички права, како например право на ден од одмор или наложување работниците да мора да работат саботи, недели и празници. Ако не работат, тогаш им следува опомена и можеби скратување, тоест не продолжување на договорот за работа и некои други примери, како да не навлегам сега премногу во детали. Но да, генерално во сите фабрики се присутни одредени примери на кршење на работничките права. Добре, странските инвеститори уживаат ексклузивен третман во институциите
институциите или институциите се недоволно ажурни и да кажам не ги спомнуваат врските ни кон другите? Мисля дека разостојбата е генерална во општеството, се однесува и на странските и на новите странски фабрики, но и на претходните, на старите странски или домашни фабрики. Мислам дека институциите потврлат и во едниот и во другиот случај. Она што малку се разликува кај новите странски фабрики е што според работниците тие се за нијанса подобри од постојните фабрики. Например, најекlatantен примерот со во Битола, каде што работниците кои што работат во една нова фабрика таму, странска фабрика таму, велат дека условите не се идеални ни таму, платите се ниски, нормите се високи, условите за работа не се многу добри, но сепак се подобри од она друго што го имаат во Битола. Ако во другите фабрики, ако во таа нова фабрика добиваат плата од 12-13 илјади денари, велат дека во другите фабрики би добивале по 8-9 илјади денари. И значи има мала разлика во тој поглед помеѓу странските и помеѓу новите странски фабрики и постојните домашни фабрики.